Благодарам и на сите за присуството. Навистина ни значи инпутот од експертската јавност, од граѓаните за сето оно за што сите иновации кои што ќе ги веудуваме понатака. Особено денеска, јас и Сугаревски ги збориме општо многу поинтересно ќе бидат презентациите кои што подоцна ќе следат од Агенцијата за електронски комуникации и други чинители, каде што ќе можеме малци поконкретно да видиме до каде сме со 5G во Македонија. Ме радува дека имаме и ваков интерес, како и за другите јавни расправи. И некаде 2015 или 2016 година, не се сеќавам, не ме држите за збор, кога 4G се користеше само неколку години, почна да се зборува за 5G, за 5G. Тогаш многу лесно и интересно беше да се зборува за оваа тема, зборавме за кои се можностите, лесно зборевме за се што може да ни пружа оваа технологија. Телекомуникацијските оператори, особено произведувачите на технологија, на опрема, зборуваат многу и се уште го објаснуваат начинот на кој што може да се користи оваа технологија. Нормално секако тие сакаат да влијаат и на начинот на кој што ќе се регулира фреквенцијскиот опсек, што е нешто за што во моментов во Македонија и сакаме да ја водиме и дебатата и да си обезбедат нормално подобро место во хиерархијата во тој фреквенцијски опсек. И ако зборуваме за дигитализацијата, и ние воопшто и во нашето Министерство дигитализација и на институциите и така натака, 5G е она вистинското нешто што мислам дека ќе ја донесе револуцијата и ќе го смени начинот на кој што функционираме воопшто како општество. Многу повеќе од начинот, сега може да звучам преамбициозно, отколку тоа што го сменила дури електричната енергија. Затоа што подоцна во детали, ако малце знаеме за технологија, што се може, не дека нужно тоа ќе го придонесе, навистина може да смени многу работи во нашите секојдневни животи. Не е само што ќе обезбеди побрз пренос на податоци, туку ќе донеси нови функционалности и апликации со голема вредност во било која сфера на општеството или на бизнисот. Очекувањата се до 2020 година мобилниот интернет сообраќај ќе биде зголемен за 30 пати во однос на тој од 2010. Овој сообраќај нема да биде веќе само резултат на користење на компјутери и паметни телефони, туку и резултат веќе на масовно користење на сензори кои што ќе се вградуваат во разни уреди и машини, кои што ќе праќаат повратни информации, дали до корисникот, дали до производителот, кој што на тој начин ќе го следи работењето на својата опрема. 5G ќе биде од особена важност за дури најважните вертикални сектори во општеството. Например, во автомобилскиот сектор, со 5G ќе може да се користи, и веќе сме сведоци, автоматизирано возење на автономно возење на возила, со размена на информации во реално време помеѓу самите возила. Поради малата латентност и капацитет на пренос, 5G ќе обезбеди и побезбедно возење, иако во тест фазата гледаме се случуваат и некои немили случаи. Во енергетскиот сектор, 5G може да биде од суштинско значење за обезбедување на информации до мрежите за енергетика, мониторинг на активностите, со инстантно реагирање кога ќе се јават одредени проблеми. Балансирање исто така на понудата и побарувачката во енергетскиот систем. Во фабриките, 5G може да се користи за временски критична контрола на процесите, далечинска контрола на процесите, за автоматизација дополнителна на процесите, за далечинско управување, но и да се воведат дополнителни процеси кои ќе користат автоматика, роботи и така натака. Во здравството, 5G технологијата може да најде широка примена во делот на управувањето со средствата, за интервенциите со примена на роботиката, далечинско следење и управување со роботика, паметно лекување. На пациент кој што има потреба дури од итна или специфична операција, може истата да се врши и далечински со новите механизми и она што се спрема во технологијата. Во медиумскиот сектор и секторот за забава, 5G технологијата може да обезбеди ултра висок квалитет на медиумите, преноси на настани во живо со кристална слика, може да обезбеди 3D, масовна распространетост на 3D медиуми, заедничка продукција, играње на онлайн игри базирани на виртуелна реалност, гледање на спортски надпревари во 3D и така натака. Особена важност за нас е да се нагласи важноста на 5G технологијата како инструмент на трансформација, односно на дигитализација и на општеството и на институциите, но и на традиционалните индустрии. И во трката за подобра продуктивност и конкурентност, дигитализацијата во индустријата ќе обезбеди
подобрен технички капацитет, неопходен за развој на нови услуги и пазари на пазарот. Веќе се направени некои тестирања. Например, во Сан Франциско и во Франкфурт, за да се направи проценка какви перформанси може да се очекува од 5G мрежите кои се појавиле, тие за почеток нема да функционираат самостојно, тоа го покажуваат истражувањата и ќе мора да правиме комбинации ние тука и затоа е особено важно во процесот на планирање, кога сме на самиот почеток, да ги предвидиме сите поволности и можности, ама да ги предвидиме и сите оние други реперкусии кои што ќе ни ги донесе во введувањето на 5G технологијата. И затоа тука не заџабе мојот колега Сугаревски, затоа што ќе влие значително и на урбанизмот како воопшто една сфера во државата. Затоа реков, можеме да ја гледаме, треба да ја погледнеме 5G технологијата и од другата страна. Како да ги искористиме сите нејзини бенефити на време, но и максимално да ги искористиме. Градовите во светот и кај нас се очуваат со големи предизвици. И сега и во Скопје, последно време доста збориме за Smart City, ама далеко сме се уште од тоа. Ама може да работиме во градовите на подобра енергетска ефикасност, подобар квалитет на воздух, зголемена ефикасност на превозот, комунални услуги, се она што значи подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Оваа технологија ни овозможува начини како тоа автоматизирано да го правиме. Решавањето на овие проблеми ќе биде поврзано токму преку развојот на новите телекомуникацијски мрежи. Според Европската Унија, до 2020 година, најмалку еден голем град во секоја земја членка треба да обезбеди 5G. Додека до 2025 година, сите урбани населби, главни патишта и железници треба да имаат непрекината 5G покриеност. Ова значи дека ако ние натака се стремиме, ние треба да почнеме и полека ја се спремаме. И ние треба да работиме не со помало темпо од тоа што го прават земјите членки во Европската Унија. А за секоја работа потребна е и со одветна алатка нормално. Технологијата оди напред и алатките со тоа се менуваат. И затоа е време да ги погледнеме комуникацијските мрежи, како што веќе кажав, како и клучна алатка веќе и за сите урбанисти, но и од аспект на новиот начин на урбано планирање. Знаеме сите, овие технологии работат на повисоки фреквенции. Повисоките фреквенции значат многу помало расстојание помеѓу базни станици, антени и така натака. И тоа, во зависност од тоа што ќе го регулираме, и на глобално ниво, регулацијата ќе следи следната година, стандардизацијата на 5G мрежите, ќе треба и ние да го тоа примениме во нашите урбанистички планови. Појавата на 5G мрежите треба да ги сруши фактички бариерите кои што сега постојат помеѓу мрежно и урбано планирање. На крај на ден тоа ќе стане едно. Тргнувајќи од тоа со која брзина се развиваат работите во ова поле, затоа уште денес сметаме дека мора да почнеме овде кај нас да планираме и градови со интегрирани 5G мрежи. Тоа што во некои делови на развој на нашето општество и технологијата можеби заостануваме, сега ни ја дава предност дека можеме да скокнеме неколку чекори и веднаш да пристапиме кон овие најнови технологии, зашто некои поразвиени земји кои што вложиле во претходните генерации на мрежи сега ќе имаат дополнителни инвестиции за да го направат. Изградбата на сопствена мрежа од страна на некоја индустрија не значи дека секогаш може да биде исплатлива. И затоа 5G технологијата може да ги здружи потребите на различни индустрии и со тоа нејзината изградба да стане економски прифатлива. Значи не е нужно веќе правило дека, не знам, телекомуникацијските оператори тие ќе се задолжени за изградба на овие мрежи. Новите технологии, новата примена на технологиите веќе може да ни отвори сосема други можности. Во таа насока идентификувањето на клучните барања на овие сектори, на различните сектори, раното предвидување на трендовите и нивно мапирање во дизајнот нивната 5G инфраструктура е фундамент за развој на 5G во нашата држава. И затоа клучно е на самиот старт да сме координирани, да имаме синергија помеѓу различни сектори, тесна соработка и нормално на почетокот помеѓу телеком операторите, но веќе мораме да ги вклучиме и другите индустрии за да сите бидеме во тек и бидеме координирани. Од овие причини ги организираме овие јавни расправи кои што можеби изгледаат, не знам, вселенски се уште,
за дел од нашите граѓани, меѓутоа пак ќе кажам, Агенцијата за електронски комуникации веќе има одредени чекори, на глобално ниво ќе има стандардизација, ние ќе мора да се вклучиме и добро е да сме на почеток во меѓусебна комуникација, особено дека оваа технологија може да обезбеди со малку иновативност и развој на сосема нови бизниси кои што се уште не постојат. Имајќи го предвид, ние како Министерство уште на почетокот на 2018 година формиравме работна група за утврдување на мерки неопходни за воведување на 5G, во кој учествуваат представници од јавниот сектор, представници од регулаторните тела, од индустријата, операторите, универзитетите и така натака. Нивните предлози, анализи, коментари се веќе објавени на нашата веб страна и секој може да ги види, да ги разгледа и самиот да придонесе во оваа дебата. Најголемиот број на предлозите се однесуваат на обезбедување на радиофреквенциски обсези, начинот на доделба и користење, измени и согласување на регулатива кои што не се однесуваат веќе нужно само на Законот за електронски комуникации, туку нормално веќе идентификувана потребата да ова се пресликува и во законите кои што се однесуваат на градежништвото и урбанизмот. На крајот, дозволете да повикам на ваше масовно вклучување во овој процес. Предлозите заеднички треба да ги продискутираме, за да утврдиме што е најдобро, за да не направиме грешки. Грешките кои што евентуално сега би ги направиле, особено при планирање на фреквенцијските обсези, можат многу да не чинат како држава, само неколку години подоцна. Треба да имаме и во предвид дека за доста кратко време ќе треба да се усвои новата европска регулатива, односно директивите кои што се однесуваат на електронски комуникации, особено во делот на користење на радиофреквенциите. И откако ќе ги утврдиме неопходните мерки, тие треба ни соодветна процедура да се имплементираат во законска и подзаконска регулатива, што еве сега гледаме со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, колку време не треба и како тоа оди. Но тоа ќе го трасира патот за да можеме да имплементираме 5G технологија, која што ќе го представува можда најкритичниот дел на изградбата на она што го викаме дигитално општество, дигитална Македонија. Имаме многу се уште непознати пред нас и затоа денешната дебата и пред се презентација на тоа што и колегите го имаат направено, наистина ќе не воведе во она што понатака заедно треба да го искреираме како една и законска околина и регулатива за користење на 5G технологијата во Македонија. Благодарам. Ви благодарам. Почитуван министер, почитувани гости. Развојот на информатичкото општество и новите комуникацијски технологии се тесно поврзани со развојот на инфраструктурата во Република Македонија, како подземната, така и надземната. Водејќи се од визијата од Република Македонија да направиме модерна комуникацијска држава со посебен акцент на комуникацијската инфраструктура, Министерството за транспорт и врски веќе започна со крупни законски измени во регулативата што ја опфаќа оваа материја. Воведувањето на 5G, мобилната технологија, бара предвремено создавање на услови за точно утврдување на инфраструктурната мрежа. Министерството за транспорт и врски изготвува нацрт на закон за просторно и урбанистичко планирање, закон кој точно ќе ги утврди постапките за изработка на урбанистичките планови за подрачја и објекти кои што се разбира од државно значење. Од аспект на инфраструктурата, ова е прв чекор во леснување на постапките и процедурите за воведување на 5G технологијата. Друга работа, што е многу важна, е фактот што планскиот период на просторниот план на Република Македонија истекува во 2020 година. Поради тоа потребно е во овој период да се изработи нов просторен план, според кој ќе се утврди прецизен концепт за организацијата, уредувањето и користењето на просторот во Република Македонија. Ова е особено важно затоа што ќе се возможи утврдување на посебни подрачја каде што ќе се гради потребната инфраструктура. Во однос на прашањата поврзани со изградбата на инфраструктура, сакам да спомнам дека во фаза се измени на Законот за градење кој дополнително ќе ги олесни постапките за изградба на базните станици. Ова конкретно се однесува на забрзување и леснување на постапките за издавање на одобрението за градење. Ваквите измени во законот се во согласно со мерките предложени од страна на работната група задолжена за воведување на 5G технологијата во Република Македонија. Согласно нашите законски надлежности, ви уверувам дека ќе ги создадеме сите потребни услови за воведување на оваа технологија, која сама по себе е многу важна не само од аспект на брзината и квалитетот за комуникација, туку генерално за развој на Република Македонија. Знаеме дека е ова сложен процес, но убедени сме дека граѓаните на Република Македонија очекуваат и заслужуваат да бидат во чекор со сите техничко-технолошки достигнувања кои што ги нуди светот. Затоа покрај Министерството за транспорт и врски, Министерството за информатичко општество потребна е силна заложба и на сите останати релевантни институции во државата
со цел да возможиме брзо и непречено воведување на новата технологија и да направиме од Македонија да биде земја на просперитет и достигнување. Значи, во суштина, ние во Министерството за транспорт и врски работевме на двата клучни закони, тоа е, значи, Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за градење. Мали измени направивме кои што се дадени во Собранието на Република Македонија, тие се во скратена постапка доставени, се со цел да во едниот дел возможиме зголемување на роковите и тука да излеземе во пред третина општините пред се. Паралелно на тоа сега ќе биде пуштен исто така Закон за градење кој што во еден дел мали измени, се разбира, кои што ќе ги отстранат одредени штети кои што се правени во минатото, а паралелно на тоа нацрт Законот за просторно и урбанистичко планирање веќе изготвен во Министерството, пуштен е по сите здруженија, комори, значи факултети, универзитети и така натаму, комплетно во фелата, се со цел да го дадат последното мислење пред да биде со сите нишани што велиме пуштен и до владата на Република Македонија, на ЕНЕР, се разбира, да биде ставен, се со цел да уште еднаш пред да влезе во процедура, нормално и меѓу првото и второто читање биде организирана јавна расправа, за да го слушнеме мислењето, бидејќи станува збор за исклучително важен закон кој што за жал во минатото е сериозно злоупотребуван. Истото тоа подразбира и за во изработка е Законот за градење, значи зборуваме за крупните измени кои што очекуваме дека согласно сите рокови овој за урбанистичко и просторно планирање ќе биде донесени порано, меѓутоа еве да земеме пример некаде до август септември да биде донесени со крупните измени Законот за градење, со кој што едноставно ќе ги решиме голем дел на проблеми кои што за жал беа злоупотребувани тие закони во минатото и беа менувани по 30 на пати заради поединци, никако за државата. Тоа ние во пракса мора да го смениме и во суштина очекуваме дека со тие измени кои што ќе се случат, дека ќе излеземе не само во оваа област на која што денес тука дискутираме, туку генерално се разбира и во интерес и бенефит за сите граѓани во оваа држава. Ви благодарам.